Филипче на пресконференција утре ќе го презентира ставот за лидерска средба. По ова ќе биде познато дали трагедијата во Кучани ќе биде тема која на заедничка маса ќе ги седне партиските лидери. Откако вчера премиерот Мицкоски го повика Филипче лично да му го соопшти планот за ваква средба и од СДСМ денеска потврдуваат дека се ќе биде познато до крајот на неделава. Председател Венко Филипче во текот на оваа недела ќе излезе со официјален став по однос на ова прашање. Од ВМРО ДПМН пак велат дека официјално барање за лидерска средба нема, но ќе го почекаат планот на опозицијскиот лидер. Пресериозни времиња се за да комуницираме и коментираме изјави кои што се даваат по медиуми. Нека дојде формално барање и за тоа ќе имаме соодветен став и одговор. Она кое што го рече премиерот е, мислам, многу јасно, прецизно, доколку се работи за представување на некаков план и доколку не сака лидерот на опозицијата јавно да го представи, туку смета дека за тоа треба најпрвен да го запознае премиерот, му стои на располагање во секое време за да оствара средба и тоа да биде презентирано од негова страна. Власти и опозицијата имаат сличен став и за формирање анкетна комисија во собранието за трагедијата во Кучани. ВМРО ДПМН смета дека истата треба да се прошири и со останатите несреќи како Бесатранс, Ласкарци и модуларната во Тетово, а опозицијата вели дека нема ништо против ваквото барање. Апсолутно немаме ништо против ваква анкетна комисија, но ќе ја прошириме со трагедии кои што се случија како она во модуларната болница, Ласкарци, Бесатранс, така што нема ништо против тука, никој. Апсолутно, ние секогаш сме на страната на правдата и сметаме дека кога тоа е потребно, дека сите случаи треба да добијат правна и правилна разрешница без селективна правда. Според политичкиот аналитичар Петар Арсовски пак лидерски средби кои можат да доведат до сериозни промени во системот кои ги бараат граѓаните се добредојдени, но при ваква тензија помеѓу партиите секогаш постои можност ваквите трагедии да се искористат за политички маркетинг и театар. Треба да се внимава со тие лидерски средби да не се дезавуираат другите институции. Сепак има институции кои се задолжени за такви заеднички визии, парламентот, владата, и така натаму. Не треба да се замени едниот формат со другиот. И трето, мислам дека за заеднички консенсус потребно е малку можеби да спласне високата тензија околу трагедијата во Кочани, бидејќи сите партии во моментот како да од тоа прават политички маркетинг кој не го правеле последните 20 години и сега ја користат оваа трагедија како можност да покажат некаква конструктивност. Ако тие елементи се исклучат, секако дека лидерска средба може да донесе некаков бенефит. Сличен е ставот на Арсовски за евентуалното формирање на анкетната комисија во собранието. Ваква комисија може да има ефект само ако се искористи за вистински, а не за политички цели. Не треба системот да се плаши од што е можно повеќе транспарентност и повеќе околности да се разјаснат околу трагедијата во Кочани. Тоа би требало да биде добре дојдено за сите ако намерите им се искрени. Но повторно, имајќи го предвид политичкиот амбиент, постои ризик и анкетната комисија да се претвори во политички театар. За разлика од ВМРО ДПМН и СДСМ, останатите партии се воздржани околу идејата за лидерска средба. Според владиниот партнер Вреди, Филипче нема кредибилитет за вакво барање и лидерската би била само губење време. Знам, прво ќе ја чекаат иницијативата, па потоа ќе решаваат дали би седнале на иста маса со СДСМ. Од дуи учеството на лидерска средба го условуваат со формирање на собраниска комисија со меѓународен надзор. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.